дали ни е потребен водич за ослободување од тагата. Ке се консултираме со Билјана Пешева, таа е авторка на книгата, која што ја држам во рака и вели холистички алатки за враќање на животната хармонија. Колку тоа во денешното секојдневие ни е потребно. Разговараме во продолжение. Добро утро официјално. Добро утро, Јована. Билјана, што ве инспирираше да ја напишете оваа книга? Знаете како ние сите во животот во одредени периоди поминуваме низ некаква загуба. Таа загуба може да биде загуба на љубовта на својот живот, загуба на селење во друг град или пак некој која ќе си замине на физички план и ќе не напушти. Но мене мотивот за пишување на оваа книга всушност ми беше најпрви големата тага што ја чувствував кога имам уште две сестри, кога една од сестрите отиде да живее во странство. Таа отиде да живее во периодот кога беше помлада и кога јас бев помлада и се сеќавам дека долго време, година дена ми требаше да научам на нов начин да се поврзам, бидејќи бевме многу блиски со луѓето околу мене и нормално да на друг начин да се реорганизираат релациите кои што постоја во нашата фамилија. Од друга страна, во подоснежните години отиде и другата моја сестра да живее во странство и некако мотивирајќи се од тие размислувања кои што ги имав тогаш во тој период и нормално, бидејќи работам со луѓе, работам техники на одврзување од разни потиснати емоции, инспирирана од многу приказни всушност кои што со клиентки кои што доаѓаа и работеа со мене, сватив дека на некој начин тагата како чувство, како емоција умее да влезе длабоко во нас, да се всади во нас, да се гнезди во нас и останувајќи така да тоа трае со години, па така една клиентка на една работилница која што ја имав ми приде и почна да ми зборува за тоа мајка и дека починала и дека она многу беше допрена од самата вежба и од тоа што го работевме, но толку беше возбудена и плачеше, што јас први не помислив дека е премногу рано, бидејќи овие техники вежби кои што ги има во книгата и не се прават во првиот период или кога е најголемиот удар, најголемата тага. Ја прашав кога почина мајка ти, да ми рече пред 15 години. И всушност начинот на кој што го зборуваше тоа, начинот на кој што беше внесена, покажуваше како да е тоа сега случајно, пред месец дена, од прилика така. Тоа исто ми беше, баш ми беше, имам и таа приказна спомнато во книгата, дека ми беше како иницијална капсула. Аха, ова е тоа што навистина секој може да заглави, маж и жена, или не ги двојам, но навистина знае да не направи едно заглавување во животот, да не сме свесни за тоа. Билјана, може ова многу повеќе ќе допре до граѓаните преди тоа што велите вака, ова не е една од книгите на мотивационите тренери, туку станува збор за пренесување на реалноста. А вистина повеќе како граѓани ја примаме помошта кога некој реално и вистински што ја преживел, ја пренесува до нас и во првата реченица велите, живееме во едно стресно време кога болката се помалку е физичка состојба, кога тагата станува дел од нашето секојдневие. Па како вие ќе ја дефинирате тагата? Како таа влијае врз луѓето? Секој на различен начин тагува. Бидејќи ние сите сме различни како луѓе, како битија, различно размислуваме. И за некој, нели, како велиме, на секој сопствениот товар му е најтежок. Така да, тагата може да се опише како едно чувство кое што не обзема и кое што на некој начин треба да го процесираме и помине низ нас. Има една многу бава изрека дека тагата треба да гледаме како на чирак, односно, се извинувам, ние да бидеме чирак на тагата, тоа значи дека учиме од неа. Учејќи, поминувајќи низ искуствата во нашиот живот, ослободувајќи се, одврзувајќи се од оние работи кои што длабоко не повредиле или работи кои што не можеме, не сакаме да ги пуштиме, дека се случиле, едноставно мора да ги пуштиме. Тој процес на анализирање на себе наблюдување е всушност процесот кога ние создаваме нови можности, креираме нови начини како да се поврземе со себе и како да се поврземе со луѓето околу нас. Например, во книгата се задржуваме еден дел од тоа што го зборуваме, дел од
Начинот како трансакцијска анализа, тоа е правец во психотерапија, гледа на начинот како ние го структурираме времето во контекст на загуба, во контекст на тага. Па што луѓето прават за да го избегнат тој момент на да се соочат дека нешто во мене тлее, нешто сум вознемирена. Што све правам и исто така нудам алатки, нудам техники, методи кои што ги правам на моите курсеви, како да го надминеме тоа, како да излеземе од таа состојба која често пати може да биде и несвесна, нели ние сме во тоа, живееме, го правиме истото репетитивно, постојано, но на овој начин, анализирајќи се себе си, може да речеме, аха, значи јас тука сум, баш така се чувствувам и треба ова и ова да го направам. Добро, со оглед на работата постојано со луѓе, веројатно и самото се наметна прашањето како најчесто се манифестира тагата, има ли разлика како мажите ја поднесуваат тагата, како жените ја поднесуваат тагата? Па тука е основната разлика, тоа е дека на жените, нели, на колективно несвесно ниво е дозволено да покажат чувства, додека за мажите, нели, не она што е на овие простори, нели, не покажуваат чувства, односно тие не значи дека не чувствуваат, туку во себе ги држат, ги складираат и на друг начин ги манифестираат своите чувства. Не зборуваат, например, за нив, за разлика од жените. Така да начинот како ги манифестираат едните и другите, како поминуваат низ било каква криза, која што е било каква криза, значи не станува збор само за тага, било какви чувства кои што поминуваат е сосема различен. Жените се можеби поекспресивни, повеќе нели преку солзи, преку зборување. Жените имаат таа предност бидејќи зборуваат, од нив излегува таа тежина, доволно е да споделат со најблискиот круг на пријатели, потоа поширокиот круг на пријатели, така натаму, или да одат на психолог. Кај мажите тоа е потешко, тие наоѓаат обично начини како тоа да го искендлаат, например возење точак или не знам, планинарење или рибарење, некоја активност каде што тоа ќе излезе од нив и нормално сите ние поминуваме низ такви периоди и сите ние наоѓаме начин како да се справиме. Она што е важно е здраво да се справиме со тоа низ кое што поминуваме на здрав начин, не да си направиме блокада внатрешна, туку да ги процесираме и да тоа едноставно се слободиме. Која е најголемата заблуда кога е тагата во прашање дека чистеве вака кога на секој од нас ни се случува нешто секојдневно, често знам да го слушнам тој, особено вака и ви меѓу колегите, секој е чудо за 3 дена. Но мислам дека не е така. Кои се најголемите заблуди? Па, секој чудо за 3 дена. Оној човек кој што поминува низ било каква загуба или кој што поминува низ било каква животна криза, например, доволно е животниот партнер да ве остави, така, тоа е процес кој што трае. Нели, постојат фази низ кои што поминува било кој човек, додека дојде до момент кога ќе рече аха, доста е, сега ќе почнам да се дигам нагоре, нели, да се качувам нагоре и да се подобрам себе си. Така да не би можела да ви кажам која е најголемата заблуда, бидејќи сите ние сме на некој начин условени од тоа како размислуваме и условени сме од нашиот начин на живот и некогаш мислиме дека сме автономни, дека живееме или самостојно, но всушност ние репетитивно ги повторуваме истите работи. Само замислете дека ние во умот постојано истите мисли ни се вртат секој ден, но фактички ние сме несвесни, бидејќи не сме свесни за сите мисли што поминуваат во нас. И доволно е да чувствуваме незадоволство или пак лутина, бес заради некој што не напуштил заради X причина. Тоа само по себе во нашата психосоматика, во нашето тело создава блокада, создава одредена тензија, која што може потоа да се манифестира на физичко поле, на ментално поле, на емотивно поле. Така да процесирањето на сите чувства, тоа не значи дека ние, еве за тагата зборуваме, дека го оджалуваме некој или ситуацијата и дека готово продолжуваме во животот. Не, туку ние учиме како покрај искуството кое што ни се случило да бидеме подобри, покрај искуството кое што ни се случило и длабоко не потресло, да повторно ја чувствуваме радоста на животот, бидејќи нели тагата е спротивна од радоста, и да научиме како на нов начин,
бидејќи секое животно искуство нас не прави подобри ако ја научиме лекцијата од тоа. Значи не прави да подобро се грижиме за себе. Се согласувам со вас дека нели од една страна тагата, од другата страна дека мораме да продолжиме со животот. Реално продолжуваме така и кога и да се присетиме и некоја било која иницијална ситуација во која што се присетуваме на нешто што ни предизвикало така, секогаш тоа чувство повторно се раѓа. Па како општеството влијае на луѓето во пребродување, во ослободување на тагата? Па еве сега, например, на ова што се случи овој месец во нашата земја, општеството помага преку институциите. Например, има групи на психолози кои што се таму присутни, доста организации се вклучија. Значи на колективно ниво се помага на таков начин. Постојат низа алатки и техники кои што исто индивидуално луѓето може да ги користат и да си помогнат сами на себе. Може да одат на психолог, да направат одредена активност, може да одат на било која активност која што на нив им представува мир и која што ги смирува внатрешно. Тоа може да биде планинарење, ви реков, може да биде било која активност и затоа начинот низ кој што поминуваат луѓето е индивидуален. Може да постојат многу надворешни фактори кои што, нели, ве рековте, институции или државата како помага. Може да постојат понуда на лепеза на различни работи, но тој човек кој што поминува ни загуба, тој е тој кој што го прави првиот чекор и вели да сакам на овој начин да го направам нештото. Значи, многу е важно на почетокот да ставиме простор и време, да секој еден си дојде до себе, да се отплачи, да се оттажи, нели, без разлика која е причината, да пушти таа прва емоција, за да практично ги отвори очите и започне, нели, превземе некаков чекор, за да му биде подобро. Некогаш и нашите пријатели, фамилијата ни помага во тоа, нели, не поттикнува и не на некој начин поттикнува да почнеме да размислуваме на себе и многу е важно да контактот со најблиските во тој период биде отворен, биде двонасочен и да умееме да ги слушнеме и да ги препознаеме пораките кои што ги добиваме. Какви техники вие од вашето лично искуство споделувате во водичот за ослободување од така? И па вака сега, значи што е она што ќе можат да го прочитаат сите? Да, значи она кое што работам техники за ослободување од потиснати емоции и работам доста исто преку креативна визуализација, преку медитации, преку шамански ритуали. Така да во оваа книга се всушност дел од работите кои што ги работам, нели, на моите курсеви, на моите програми. Веројатно она што сте забележале дека вродува со плод, дека помага. Претпоставувам, сте избрале дел од оние кои што помагаат. Да, вистина, ми се случи една учесничка што доаѓа кај мене и на јога, вели Билјана, кога читам книгата како тебе да те слушам дека зборуваш, бидејќи на вистина вистински од моето искуство имаме и многу примери од луѓе кои што сум, нели, кои што сум забележала, сум видела. Исто така има многу вежби, медитации. Всушност идејата за оваа книга, затоа ја нареков водич за ослободување од тага, е да секој еден кој што поминува низ некаков кризен период во животот, каков и да е, во моментот, знаете како на почеток во нашиот колектив и не се прифаќа толку брзо и лесно да се оди на психолог, иако сега тоа е сменето, можам да признаам, но доколку некој не сака тоа да го направи, не сака да зборува со никој, може да ја земе книгата, да почне да ја чита и да види како што да вежбите, да си ги работи, да си ги запишува, да си размислува, нели, да биде со себе, вежба по вежба, глава по глава, за да види до каде, да види што е тоа, затоа што може да го инспирира тоа и да рече, аха, јас всушност не знаев, бидејќи ние не сме свесни некогаш до каде сме. Ова е убав начин да ги откриеме нашите несвесни шаблони и тоа ми беше идејата всушност зашто ја напишав. Она што ја практично го работам и помага навистина на луѓето, да некој седне, си ја отвори, си ја прочита и во клучен момент да навистина отвори и на тој начин се врати на себе, се врати во контакт со себе. Она што вие сте го научиле, сте го спознале, го споделувате така преку начинот на работа токму со книгава, па што би сакале читателите да научат? Што сакате да остане како за нив, како добро, не само во делот на ослободување од водичот, туку да остане како животен совет? Како животен совет, дека што и да се случи, животот продолжува.
што и да се случи, колку и да тоа е страшно или убаво, бидејќи тие две работи знаат да не исфрлат од колосек, животот продолжува и дека секој пат постои некој или нешто кој што во точен момент ќе дојде или ќе се отвори пред нас и ќе не поттикне да продолжиме понатаму. Дека има секогаш можност да излеземе од тоа во кое што се чувствуваме или во тоа кое што сме, да не губат надеж. Можеби ете тоа е начинот на кој што јас размислувам, дека секогаш постои едно мало прозорче од каде што може нешто да се види, да се дозна или да се тргне. Верувате во вербата? Пред се, да, како водилка. Она што сакав да го заокружиме разговорот, само ако ова е еден водич, дали тој можеби ќе има продолжение, ако е сега тагата, што би било продолжението? Почнав да собирам материјали за нова книга, точно ја прочитавте, но бидејќи процесот на пишување и размислување и анализа и го поврзувам најчесто и со моето животно искуство. Сега тоа е во многу почетна фаза, значи не би рекла дека наскоро ќе биде. Сега сум посветена на промоција на книгата, на организирање на курсеви кои што се поврзани со дали се тоа преку психолошки техники, како што е ослободување од врските, дали се тоа семени констелации или патот на душата, новиот клуб кој што го формиравме, каде што посветена сум на тоа да луѓето навистина се осознаат себе си, ги откријат и ги видат своите несвесни шаблони и им нудам начини како може да видат нови креативни патишта како да се трансформираат себе си. Така да тоа е она кое што го работам и тоа е она кое што сум посветена, а да ќе има понатаму книга, сигурна сум бидејќи ти кажа веќе почнав да собирам материјали и идејата понатаму ќе ја развијам. Добро, Билјана, со лесно истражувачкиот процес и на сите оние кои што се вклучени, можеби ние сега бевме во истражувачкиот процес, а не знаеме. Ето така, убав ден ви посакувам пред се. Тука го заокружуваме разговорот. Зборувавме со Билјана Пешева за водичот за ослободување од тага.